Да ви известиме дека постапката се снима, ќе ве молиме вашите документи и возачко сообраќај. Откако полицискиот службеник му укажува на возачот дека комуникацијата се снима, продолжува со контролните активности, односно проверка на возачка и сообраќајна дозвола. Камерата која е поставена на неговото рамо може да снима непрекинато 72 часа, а материјалите можат да бидат употребени како доказ во понатамошните постапки. Снимање на видеозаписи кои што понатаму во текот на постапката, интерна постапка во склоп на МВР или пак постапка пред надлежен суд може да послужи како доказ. Се со цел да се превенира злоупотреби, да се види основаноста на представките, дали кои што ги поднесуваат граѓаните, дали се основани, не се основани и така натаму. Потоа контрола на работењето на самите полициски службеници и утврдување на одговорности. Возачите кои денес дознаа за оваа новина на сообраќајната полиција велат дека е позитивна, бидејќи ќе има доказ за сите прекршоци. Да не се правиме мудри сите, значи да кажеме дека сум право, тој не е управо, вака ќе биде значи тачно прекршокот одначен кој е како е крив. Супер ќе биде. Така? Ќе се намалат ли злоупотребите? Па треба да се намале. Нормално во ред. Ако ти заустави, има нешто што те заустави. До сега во земјава вакви камери имаше само мобилната единица за сообраќај во Скопје, чие искуство покажало дека се намалени злоупотребите и неоснованите претставки. Воведувањето на мобилни системи за снимање е пилот проект во моментов само во сообраќајот. Од СВР Тетово најавуваат дека во иднина ќе се воведе и во другите полициски активности.